Од осамостојувањето на Македонија до денес, трите владеачки партии ДУИ, СДС и ДПМН неизменично и со здружени сили макотрпно работат да ја соголат државата од сите нејзини природни богатства и ресурси, и тоа го прават на крајно бесрамен начин, однесувајќи се како целата земја да е нивна приватна собственост. Најдобар пример за тоа се мини хидроцентралите на поранишниот вице-премиер Кочо Андјушев и актуелниот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кои добиваат големи суми од буџетот на Република Македонија, при тоа загрозувајќи ја околината и лишувајќи го локалното население од чиста вода за пиење. Ова може да биде посведочено од љепа водовод од Струга, која изминатиот месец потврди за неконтролираното функционирање на една мини хидроцентрала во собственост на Кочо Андјушев, при тоа оставајќи ги стружени без чиста вода за пиење. Прашуваме, зошто се креат огромните суми кои што се исплаќаат на едните исти фирми, кога знаеме дека мини хидроцентралите произведуваат незначително ниво на електрична енергија? Имено, од 2010 до 2020 година се исплатени неверојатни 91 милион евра народни пари, и тоа за трошоци за функционирањето на истиве мини хидроцентрали. Премиерот Зоран Заев со своите контрадикторни ставови неодамна изјави дека мини хидроцентралите се едни од најчистите еколошки извори за електрична енергија. Веројатно пробувајќи да го оправда планираното изградување на дополнителни 2 мини хидроцентрали, и тоа во Мала река и Турско Рударе. Да се пресетиме, едно од предизборните ветувања на СДСМ беше забрана за изградба на мали хидроцентрали во заштитени подрачја и национални паркови. Наместо ова, левица се залага за изградба на хидроцентрали со акумулација, кои што би представувале енергетски ефикасни и еколошки одржливи проекти, без можност за приватизација и јавно-приватно партнерство, како и формирање на јавно предпријатие кои што би стопанисувало со малите хидроцентрали, откако ќе им заврши концесијата, ќе станат јавна собственост, како и национализација на сите мали приватни хидроцентрали кои што се изградени и функционираат спротивно на законските одредби. Со оваа мерка ќе се постигне повластената тарифа која што народот е плаќа на приватните газди да биде укината и најпосле да се работи кон енергетска независност на Македонија.